Иако поплавените од јануарско-февруарските изливања на реките и прелевањата на брањите се уште не ги санирале последиците, според најавите на светските метеоролошки сајтови, на Македонија и на поширокиот регион на Балканот напролетно се заканува нова водена стихија. Според нив во април и мај треба да дојде до нагло топење на снегот, што значително ќе ги зголеми водотеците на реките. На тоа ќе се надодадат и чести и обилни врнежи од дожд кои може да предизвикаат сериозни проблеми и штети. Кога се работи за приликите во Кочанската котлина, ваквите најави треба да се сватат најсериозно и тоа од повеќе причини. Овде може да се случи да надојдат Брегалница, Кочанска река, Зетовица, Масалница, како и неколку други помали реки и потоци кои имаат големи сливни подрачја. Вториот момент се преполните акумулации кои немаат амортизационата моќ на подолг период да го санираат првиот бран од надојдените води. Трето, во април и мај оризовите полиња главно ќе бидат полни со вода заради сеидба, што значи и тука ќе изостане амортизациониот ефект кој зимава го спаси Штип. Ако се имаат во предвид сите опасности и штети што може да ги предизвикаат поплавите, тогаш само по себе се наметнува прашањето дали не е крајно време за дефинирање на сеопфатна стратегија за заштита од поплави. При тоа стручњаците за води ќе морат да ги коригираат параметрите сразмерно на климатските промени и врз база на тоа да предлагаат мерки за заштита. Проблемот е особено значаен бидејќи неколку села во Кочанската котлина се наречиси исто рамниште со реката Брегалница или се пониско од Кочанска река Масалница и